Почитувани слушатели на Македонската радио програма 3 пати сет, 92,3 МГц овде во Мелбурн. После подолго време, веројатно повеќе од 2 месеци од предизборната кампања во Република Македонија, ова ни е прво интервју и драго ми е што ова интервју го водам со Стојко Стојков од Пиринска Македонија, од Сандански, Васил Стериовски од Преспа Албанија, од селото Горна Горица. Добар ден на вас и добре дојдовте на Македонската радио програма. Добар ден, добар ден. Многу ми е мило да бидам тука, како секогаш, мислам не е ниту прво, ниту второ интервју и секој пат ми е задоволство да се слушнем и да разговарам. Добар ден и од мен. Поздрав до сите наши слушатели и гледачи на социјалните мрежи. Ви благодарам многу што правиме интервју околу македонските работи, што велеше Крстев Петков Мисирков во соседните држави. Најнапред ќе започнам со Стојко, па и со тебе, Васил, истото прашање нека биде. Имаме сега нова влада во Република Македонија, честито нека му е, и мнозинство имаат со голем број на пратеници, со голем број на министри се. Што најнапред вие, што очекувате од новата влада на чело со премиерот Христијан Мицковски? Дозволи ми прво да искажам една благодарност. Топла благодарност до нашата македонска заедница од Австралија, која што поново се оддели од своите средства да помогне на македонското движење во Бугарија. Вистина последните 30 години именно македонците од Австралија и македонците од Канада се основните, да не кажам скоро единствените, кои што помагат на македонците во Бугарија, кои што се борат за своји права, така што уште еднаш благодарам. Во однос на прашање што ми го постави, да им е честито, навистина, да се надеваме дека тоа ќе биде добра влада. Сите треба се надеваме на тоа и колку што се може да помагаме во оние области кои што нас не засегат. Конкретно јас сум многу задоволен од денешната изјава што ја направи премиерот Мицковски при поставувањето на камен темелник на новото училиште во Драчево во Кисела Вода, а именно прашан од новинарите како ќе коментира изјавите на Радев и Борисов, именно дека Македонија губи поддршката на Бугарија за евроинтеграција и дека треба да ги почитува подпишаните договори. Тој даде многу достоинствен одговор, дека тие веќе немат во Македонија партнер влада кој што ќе ја вика кичма да ги подпишува се што им се стави и многу важно за нас го постави отворено и директно прашањето за македонското малцинство во Бугарија. Нешто кое што за жал толку ретко слушаме од македонски министри, премиери и председатели да го прават. И подсети дека во Бугарија имало дури според бугарските пописи стотици илјади луѓе кои што се декларирале македонци, дека истите потоа се подложени на асимилација и дека има серија пресуди од судот во Страсбург, кои што се во корист на македонското малцинство, но политики како она кој што ги промовира председателот Радев во Бугарија и други како него блокираат македонците во Бугарија да имат не да влезат во уставот, како што се бара за бугарите во Македонија, но дури да имат наједноставни организации, културни организации, преку кои што да го развијат својот идентитет, да ги чуват своите традиции, да се борат за своите права. Ова заслужува поздрав и ќе го примам како нешто кое што е добро ветување за иднината. Сите имаме потреба од надеж сега, затоа што знаеме дека сме во еден многу тежок период. И во таа наша толку чудна борба, затоа што ние се бориме за работи за кои што никој не би требало да се бори. Тоа би требало да бидат работи кои што се подразбират, работи кои што се даденост, а не работи за кои што треба да се бориме и да ги штитиме. Васил? Борицо, јас исто сакам прво да се заблагодарам на вас и на македонците во Австралија, кои што, како што спомена и Стојко, веќе 30 години сте едно од најголемите поддржувачи на македонското движење во Албанија, но не само во Албанија, и цела етничка Македонија. И навистина ми сме благодарни, бидејќи благодарени на вашата помош ние обстојуваме во Албанија. Што се однесува до новата влада во Република Македонија, ние им посакуваме се најдобро и очекуваме со нетрпение исто
институционално да соработуваме со македонските институции, што се однесува помеѓу односите меѓу Република Албанија и Република Македонија. Ние и на повеќе наврати македонско политичко движење во Албанија имаме покренато иницијативи да двете држави подпишат меѓусебен договор за почитување на македонската заедница во Албанија и албанската заедница во Македонија. Нажалост, Албанија тоа со Македонија не го сака, но сака таков договор со Грција, бидејќи Грција не признава албанско малцинство, како што и македонско малцинство не признава, но се надеваме дека новата влада во Република Македонија ќе го постави, ќе покрени ова прашање, кое што ние институционално имаме барам на повеќе министри, од повеќе влади во Албанија да се подпише таков договор со Република Македонија. Многу е значајно исто за нас новата влада во Република Македонија да се нафати да заедно со албанска страна го направа да функционира 24 часа граничен премин Джепиште-Требиште во делот на Голо брдо, кој што е од витално значање тој премин за македонците од Голо брдо, бидејќи сега работи сезонски само од 6 до 8 часот на вечер, а зиме работи од 8 часот до 6 часот на вечер, и така што ги пречи целиот проток на луѓе, и на општина трговија и на пазар, бидејќи македонците од Голо брдо претежно пазарот во Девар, затоа што со другиот дел на Албанија нема асфалтирани патишта, тоа е единствена комуникација, тој е граничен премин. Исто што е многу значајно, треба македонската влада да размисли и што побрзо да отвори еден генерален конзулат во Корча, бидејќи Корча административен центар каде што административно се наоѓа општина Пустец, Врник, селото Врник во Деволската област, па и други македонци и Поградец тука се, и така што добар дел на македонци што живеат тука, многу е значајно да има еден генерален конзулат, македонски конзулат, кој што ќе биде во секојдневна комуникација, да кажем, со македонците од овој регион, затоа што амбасада во Тирана е реално е далеку. Така што македонците, и тоа и не само е трошок, но е пречка да одат до Тирана од овој дел, но кога би имаме конзулат ќе биде поблиску, затоа што и во Корча има и грчки конзулат, иако нема грци. Исто има и почесен румунски конзулат, но се надеваме дека и ова наше барање македонска влада ќе се зафатат да отворат таков конзулат, што е значајно. Македонската влада треба да посвети многу поголем интерес за заштита на македонците во Албанија, затоа што веќе е познато на повеќе наврати кај вас имам разговарано, ние во моментот се наоѓаме под страшна бугарска агресија за наша асимилација. Бугарска држава ставено има сите средства на располагање институционално и финансиски, и коруптирајќи и албански функционери, се со цел на негација на македонското малцинство. Да, тоа сакам да те прашам, Васил, околу тоа мешањето во внатрешните работи. Вие имавте и интервју пред неколку дена за една бугарска телевизија. Кажавте огромни суми на помош од бугарските власти кои се влеваат помеѓу македонците во Преспа, Голо брдо, па и низ цела територија на Албанија. Тоа беше пред пописот и тоа би сакал околу тоа да кажете повеќе. Значи, стратегијата на Бугарија е добро позната. Негација на општо на македонската нација, значи тоа што се случува во Македонија, цела блокада што прави Бугарија, ја прави и во соседството на Македонија кај што живеат македонците. Ние тука сме најранливи во Албанија, секако не признава македонци во Пиринска Македонија, во Бугарија, но тука кај нас ние сме најранливи затоа што немаме институција кој нас да не заштити. Затоа што Албанија 2017 година под притисок закана од вето беше приморана да признае непостоечко бугарско малцинство, и кое што не фигурираше во државните регистри на државата, затоа што во 100 години назад ниту еден жител на Албанија не беше деклариран за бугарин. И во овие години започна една таква офанзива, бугарска офанзива, пред се со разни финансии, проекти во различни албански општини и институции за негација прво на македонци во Албанија и второ на пописот да извадат бугари за да ја легитимираат својата политика, бидејќи целата пропаганда на Бугарија насочена во делот пограничен регион
со Република Македонија, каде што живеат традиционално македонци, делот на Врбник, Гора, Голобрдо и Преспа. И со тоа, сакајќи тука на попис да извади бугари, да ја мапира цела ова територија, која што се наоѓа, како што кажа, на пограничниот појас со Македонија, се со цел да тврди дека нема македонска нација, затоа што од сите страни е заобиколена со бугари, што сега е истиот притисок се и македонците во Гора, во Косово, и тие да се декларираат за бугари. И таа е под Сан-Стефанска идеја на Бугарија, значи да работат на тој проект на Сан-Стефанска Бугарија. И затоа што кажам, ние сме најранливи, затоа што немаме институции, реално Албанија не е воопшто заинтересирана да нам не заштити и се пазари со Бугарија на штета на македонците, бидејќи кога прво се призна под притисок со еден телефонски разговор меѓу Борисов и Рама после тоа како што ни кажа на македонскиот премиер Зоран Заев, кажа дека не стегнаа бугарите и така бевме приморени да признаеме бугарско малцинство и на крај крајот тоа е ваш проблем, што да ме мислиме ние, вие мислите може за тоа. И тоа што реално се случило овие години, Албанија му оставено слободен простор на бугарите да прават што сакаат кај нас. И пред се едно од мерките за наша асимилација е и бугарски пасош, кој што е европски пасош и многу албански граѓани, вклучително македонци последните години, плаќаат илјадници евра за да земат таков пасош, за да може да одат западна Европа, во Европска унија, за да може да работат. И пред се Бугарија, собирајќи ги овие милиони евра од албанските граѓани, вклучително македонци за Албанија, за такви пасоши, дел од тие пари ги враќа после како проекти, прикажувајќи дека се бугарски пари, а тоа се фактички наши пари. На нашите македонци и албански граѓани тука, кои што пред се прво на коруптивен начин му ги зеле, и преку тоа, преку овие проекти се обидува да ја добие наклонетоста на албанските власти, на локалните функционери, било тоа во општина, било тоа во окрузи, било тоа, не знам, во академскиот свет, а во други институции, се со цел негација на македонците и прикажување дека тука нема македонци, тука има дека има бугари. И тоа се веќе според официјални статистики милиони евра годишно влегуваат во Албанија за асимилација на македонците. Така крајна цел, ние имаме нула поддршка од Република Македонија. Знаете, не само од Македонија, но самата Албанија. Ние пред се нашата борба е насочена во Албанија и тука бараме да имаме право. Да, меѓутоа Албанија ги помага албанците во Република Македонија, Бугарија ги помага и спонзира тие што сакаат да се наречат бугари. Албанија, секоја држава за своето малцинство си има стратегија и помош. Значи, има разни примери како секоја држава, кажам пример Албанија, значи тоа што го прави Бугарија, нема бугари, а прави вештачки бугари. Друга страна Грција како финансира и со проекти со се за грчко малцинство, Руманија за власите. Тие власти што декларираат за румунци, Руманија финансира реконструкција на школи, не знам, проекти за заштита на јазик, на култура, разни проекти, исто да го прави Србија, Црна Гора исто што го прави, финансиски ги помага здруженијата на црногорци тука, Босна исто така, значи постои боснашко малцинство. Сите држави тоа го прават. Еве Албанија, како земавте пример, Албанија на пример, години сега наназад финансира во Прешево во Србија, болници гради, школи гради со тоа, тука пари на наши пари фактички на сите. Да, тоа може да биде пример за новата влада во Република Македонија. Секако. Тоа значи не може да биде пример Македонија, единствена држава која што не се грижи за македонци во соседството. Значи кога и не може да биде дека значи ние сме единствено Македонија нема малцинство, мислам по таа логика што добро држави имаат со закон се откажаа од, мислам со овие со договорите се откажаа и со добрососедскиот договор на Бугарија и со Преспанскиот договор се откажаа од малцинствата во соседните држави. Додека ние постоиме, значи додека постои македонци во соседството, ќе постои и македонска нација. И затоа се сите овие тај договори, притисоци за да наша делегација да не постои. Ако ние не постоиме, тогаш значи не постои македонска нација во самата Република Македонија. После тоа ќе биде главниот таргет. Затоа се таргетот сме ние македонци во соседството, нас да не негираат, да не постоиме ние со цел да не постои македонска нација.
затоа што многу уште Химен Цветагов, познат наш активист, почетокот да има негова изјава, тогаш кажано, значи за Македонија е поважно да има македонски пратеник во сите овие држави, било да Албанија или Грција или Бугарија, отколку 200 танкови не знам да има. Значи, кој е порака да ми збора што кога ние кога македонци постоиме во соседството, ние така ја штитиме самата Македонија. Значи ние сме корените на тоа стебло на ако се сосиш од корените и стебло ќе да се префрлиме во Пиринска Македонија. Стојко, вие имавте низа активности кои меѓу другото можев да ве следам и преку социјалните мрежи. Она што беше за мене најинтересно беа делегатите, односно представници на малцинства од Европската слободна алијанса. Па имавте и видео снимано и така натаму. Како поминавте? Како беше тоа? Навистина тоа беше убав настан и се случи токму на 4 мај. Знаеме колку е значен за сите македонци. Делегација на Европската слободна алијанса, а таа за која тие што не знаете, коалиција од партии малцински, пред се, регионални и исто така и на нации без држави во Европскиот сојуз, кои што се борат за правата на малцинствата, на регионите и така натаму. И Омо Илинден Пирин е член во ова, ние сме член во ова коалиција и именно во такво својство тие беа поканети кај нас да дојдат, да ги видат нашите луѓе, да можат нашите луѓе да разговарат со лидерите на оваа коалиција и да планираме, да координираме повеќе настани за буднина и навистина дојде на највисоко ниво. Дојде председателката на Европската слободна алијанса Лорена Лопес де Лакаје и со така и водечкиот кандидат за европските избори Мејлис Росберг дојде овде. И имаше интересен момент, бидејќи во последно време бугарските власти започна една нова стратегија и политика да забрануваат на македонските активисти да користат било какви знамења, освен бугарското државно знаме. Многу интересна линија. Сите други во Бугарија имат право да користат секакви знамења, вклучително и на други држави. Само македонците немаат право да користат никакви знамења, освен бугарското државно. Ги конфискува кога беше нашиот голем собор за Јане Сандански. И сега се обидува да го направат истото на 4 мај, да не дозволат да поставуваме цвеќиња со наши знамења на преспомениците на Гоце Делчев, какви што ги имаме во Пиринска Македонија. Во конкретни случаи тоа беше споменикот во селото Делчево до Сандански. Меѓутоа, кога разбравме дека пак се обидува да го направат истото, ги поканивме нашите високи гости, и Лорена Лопес де Лакаје, и Росберг, и не само што дојдоа таму заедно со нас, туку и тие го носеа нашето знаме. Нашето знаме кое што истовремено од една страна знаме на Омо Илинден Пирин, од друга страна е на Европската слободна алијанса, и тоа прилично ги исплаши бугарските власти, сите представници на службите за безбедност. Наеднаш беа многу тивки и молчаливи, немаше никаков проблем со знаменията и се помина многу добро. Тие одржија таму говори, нели, за поддршка на нашата борба. Потоа имавме општа заедничка средба, во која што имаше дојдоа делегати од 6-17 души од цела Пиринска Македонија, па и од внатрешноста на Бугарија. И тука зборувавме, тројца и јас зборував од името на нашата партија, од друга страна зборуваат двете наши гостинки и луѓето поставија многу прашања. Тук се најавија повеќе работи кои што се очекува новиот Европски парламент да направи, некои од кои што дај Боже да станат, примерно една прекрасна идеја, само да може да стане, земјите членки да не може да постават услови на кандидатите за членство кои што самите прво ги немат исполнети. Може да замислиш што ќе биде тоа за Бугарија, конкретно кој што негира. Да, бошно интересно. Да, ќе видиме за тоа. Важно убаво се помине се даде така на нашите луѓе. Мислам да видат дека борбата продолжува. Преку оваа партија ние сме представени во Европскиот парламент, така што имаме наши европратеници и тоа е многу важно за нашата борба. Нашите браќа македонци во Албанија исто така се членови на оваа коалиција и се работуваме заедно да се бориме, бидејќи многу од нашите проблеми, иако има разлика, но и многу од нашите проблеми се слични. Така, во Бугарија настапи во Албанија. Во некои од текстовите прочитав дека беа следени од бугарските власти каде се движат овие лица. Точно е ли тоа?
Да, мислам, тие го кажа, а имаше и доста служби на секаде, представници на службите на секаде. Тие самите го забележа, не е нешто што ние сме им го кажале на представниците на Европска слободна алијанса, не, тоа си беше нивно наблюдувано. Значи, прилично непрофесионална работа од бугарските служби. Затоа што тие се навикнати, како и во Грција, меѓу другото, не се кријат кога вршат такви работи со цел да заплашат објектот на следење. Проблемот во случајот е што прво не може да го заплашат објектите, и второ што прават многу лош впечаток и само ги, како да кажем, мотивираат повеќе таквите луѓе да работат повеќе за истата кауза. Покрај ова имавте и други настани, чествување на Јане Сандански, па и во некое село имавте, положивте венци, и за тоа сакам да кажеш зборува, па ќе се префрлиме со Васил. Добро, ние навистина имавме повеќе активности, и повеќе очекуваме напред активности. Имаше големиот се македонскиот собор што го правиме во Мелник и со така и во Рожен, кај споменикот на Јане Сандански, кај гробот на Јане Сандански. Тоа е сите македонски организации учествуваат. Тоа е истовремено и веселба, доаѓаат луѓе од секаде, доаѓаат групи од различни места кои што оддават почит на војводата на тој начин. И организиравме, секоја година се организира максимално добро, има автобуси организирани од секаде за луѓе, нели, има оркестар, има пејачи, има играорни групи. Мислам, правиме се што е можно за да биде колку што се може на повисоко ниво. Но само што имавме за прв пат од повеќе години тој проблем со знамените. Ги потискува Бугарија. Стојко, Васил убаво спомна, убава идеја. Можно е ли да има конзулат македонски во Сандански, во Гоце Делчев или во некој друг град? Не само што е можно, но Македонија има и право да има таков конзулат, како што Бугарија има. Тоа има договори меѓу двете земји. Само Македонија треба да одлучи каде да биде конзулатот. Сега формално се наоѓа во Софија на исто место кај што е амбасадор. Тоест како да е едно исто нешто. Се зборуваше, порано знам дека се зборуваше да биде направен во Варна конзулат за македонци што се таму. Имаше предлози од нашите активисти овде да биде во Благоевград, главниот град на Пиринска Македонија. А во врска со тоа, ако не конзулат, добро е барем да има македонски културен центар во Благоевград. Ако се сеќаваме претходниот премиер тоа го вети, но тоа ветување ништо не биде. Нели? Па сега е добра можност новата влада да преземе чекори да има еден убав македонски културен центар во Благоевград. Тоа би било навистина добро нешто. Добро, ајде да се префрлиме повторно во Албанија. Васил, јас гледав неколку слики со вас, бевте во Европа. Кои беа тие ваши активности? Што ги направивте? Да, прво, значи, ние веќе се обидуваме нашата борба, политичка борба, да ја пренесеме и на европски во Албанија, и посебно за овие претисоци што ги имаме, посебно со Бугарија што ги има тука и што молчи албанските власти, се обидовме максимално да ги интернационализираме, да кажем, нашите проблеми. Единствено тука само народните представници на Албанија после наше инсистирање отвори истрага се што се правеше околу пописот од страна на Бугарија, сите притисоци што ги имавме. И се обидовме прво, ние тоа дискутиравме пред неколку месеци, станавме како партија, македонската партија, станавме членка на Европска слободна алијанса, кај што членува и Омилин Пирин, кој што и не поддржа во тоа наше членство. И таму, нели, тоа го дискутиравме претходното интервју, целиот настап наш и во Страсбург, Совет на Европа, и во Брисел, и среда со... Погласно, Васил, некако не ми се слушаш добро. Да, и друг историски момент за нас, освен нашето членство во Европска слободна алијанса, ние во крајот на април се станавме полноправна членка и на мрежата за промовирање на лингвистичката различности. Тоа е мрежа со седиште во Брисел, каде членуваат автономни региони, универзитети и невладени организации. Таму станавме полноправна членка како македонско друштво Сонце од Албанија. И тука членува претходно, и исто не поддржав нашето членство, и македонско друштво Крстем и Сирков од Егејска Македонија, председател од Царкес, архимандритот Царкес. И тоа е исто значајно, бидејќи ова мрежа работи
и промовира, како што кажав, различните јазици кои постојат, малцински јазици низ Европа. И значајно тоа е наше членство тука, бидејќи се обидуваме да го промовираме македонскиот јазик и на европско ниво, но и тука во Албанија, и со нив планираме различни активности да организираме во Албанија, пред се да искористиме нивното искуство, бидејќи Што направивте за воиднина ќе поставам уште едно прашање. Сакам да кажеш што направивте до денес овој период околу тие ваши настани кои ги гледав и во Корча, па и во Преспа, направивте споменик на Гоце Делчев. За нив сакам се. После тоа во мај имавме поставување на биста на Гоце Делчев на 4 мај во Пустец, во општина Пустец, и тогаш тука ни бе планирано, беше и омолени Пирин да дојдат, но бидејќи тогаш има и конференција со ЕФАТИЕ, не може да дојдат, а и ние не можеме да појдеме да прифатиме нивната покана што не поканеа, бидејќи тој беше навистина се македонски настан, што имавме македонци од сите делови на Албанија, но и македонци од Србија дојдоа, имавме од Егејска Македонија, од Грција, од самата република, имавме и на високо ниво и македонски здруженија од Македонија, но и од власта дојде Министерство за култура и тогашната опозиција, дојде разни градоначалникот на ресени кандидати за пратеници, сегашни пратеници, така што направи на се македонско чествување во Пустец. После продолживме на 24 мај во Глобочини, во општина Пустец, одбележавме денот на македонските и словенските посетители Свети Кирил и Методи, во соработка со Сдруженијата на македонците потекло од Егејска Македонија, и имавме тука една убава манифестација, и гостини беа и професорките Виолета Ачковска, која што зборуваше за граѓанската војна во Грција, и професорката Нада Јурукова, која што зборуваше за македонските и словенските посетители за Кирил Методи. И така што планираме понатака да продолжиме со други активности. Има сега доаѓа Илинден, тоа што најважно сега на 28 во петок на 28 Државниот завод статистика на Албанија ќе ги објави конечно прелиминарните резултати од пописот кој што се спроведе минатата година во октомври, и ќе видиме какви ќе бидат тие бројки, и ќе имаме реакција од партија на тие бројки, бидејќи пописот на вистина, што напоменав, се спроведе со различни притисоци, најмалку се исполнија стандардите за еден фер и демократски попис. Албанија продолжува со таа политика, да кажеме, на признавање на македонци само на дело на Мала Преспа и во Врбник, но тоа што случува и пат му остави слободно раци на Бугарија да врши притисок тука и па бугари да не пиши. Така ќе видиме како ќе биде прво резултатите, да после ќе имаме и официјален став како партија околу пописот во Албанија. Добро, Стојко, ајде да одиме на следното прашање. Кои се вашите активности? Нели прочитав јас дека треба Бугарија да одговори кон судот, Европскиот суд, а и други кои ваши активности ги предвидувате во наредните неколку месеци? Имаме повеќе активности. Јас, примерно, ти ме праша претходно за едно село кај што сме били, сме поставили цвеќање, тоа е селото Тешево, кај што го чествуваме големиот војвода Пиринска Македонија Атанас Тешевалијата. Имавме исто така конференција со представници на Бугарски хелзиншки комитет и адвокати на кои што се зборуваше имено како да се регистрираат македонски организации и какви се проблемите пред нивната регистрација. А во врска со на кој што Република Бугарија требаше да одговори пред комитетот на министрите, тоа беше во врска со неисполнувањето на пресудите на Судот за човекови права во Страсбург, имено да треба Бугарија би требало да ги регистрира македонските организации, меѓутоа не го прави. И затоа 2016 година таа е под засилен мониторинг на комитетот на министрите, и тој мониторинг доведе да даден се посилен притисок, бидејќи чекор по чекор стана јасно за комитетот на министрите дека тука има еден систематски проблем, дека свесно и намерно со најразлични и тоа лажни изговори да спречува регистрацијата на македонски организации, така што барањето на комитетот почна да станува се по-конкретни, се по-цврсти, и Бугарија требаше да одговори на последните прашања на комитетот до 15 јуни, но таа не го направи. Кој што е многу јасен знак, Бугарија веќе нема што да одговори.
таа се обидуваше да изманипулира практично како држава, кој што е многу жално, една држава не треба да прави така. Но таа се обидуваше да изманипулира комитетот на министрите, симулирајќи промени, организирајќи некакви курсови на кои што да врши разјаснување на некои суди, менувајќи го законот, нели само и само да запре мониторингот и да каже кога се е окей, без да ги регистрира организациите. Во тоа Бугарија не успева, сега притисокот е многу силен, се подетален и мислам дека едноставно Бугарија не знае што да одговори. Веќе нема што да одговори. Нема никакви аргументи, се е очигледно и јасно и веќе треба да се стигне или Бугарија да почне регистрациите, или комитетот на министрите да започне со казнени постапки против Бугарија. Друго нешто, и тоа во септември го очекуваме да има нов став на комитетот на министрите, да видиме, се надеваме дека ќе биде поригорозен. Нели ние со така сме во контакт со комитетот на министрите, праќаме наши ставови во врска со тоа и се надеваме дека следната одлука ќе биде уште посилна. Друго што се очекува, ние празнуваме Илинден како сите, нели, македонци по целиот свет, на две места го прославуваме овој ден. Едното е со поставување цвеќиња во местото Самуилова тврдина, таму кај што е станала познатата битка на Самуил 2014 година, нели, големиот пораз. А другото е во селото Мусомиште, каде што се организира голем собор со курбан, оркестри, автобуси поново, налик малце на она што го правиме за Јане Сандански Мелник. Понатаму ни доаѓа во септември 12-13, видиме како се падна недела, да се одбележи 100 години од она кој што овде го нарекуваме Ден на геноцидот над независното македонско освободително движење во Бугарија. Тоа е времето кога една нечиста коалиција меѓу луѓето на Иван Михајлов од една страна, бугарската влада, Ванчо Михајлов, така? Ванчо Михајлов, бугарската администрација, бугарската армија, бугарската полиција, бугарските исто така и возовите бугарски дури и бугарските медиуми, кои што е навистина тажно таква сеопфатна коалиција, организираат уништување на сите оние македонски активисти и дејци од Спиринска Македонија во Бугарија, кои што не се подчинуваат на политиката на бугарската влада и се придржуваат до некоја понезависна линија на македонското освободително движење, а тогаш и жртва станува Димо Хаџидимов и многу голем број луѓе, познати и истакнати. И тоа имено затоа тоа е одбележувано како Ден на геноцидот. Не геноцид на македонците по принцип како народ, но геноцид на македонското независно движење во Бугарија. Колку македонци загинаа тогаш беа убиени? Честно кажувам, никој не знае, но се многу. Многу се. Затоа што некаде се врти некоја бројка од 4000. Не, 4000 кога кажуваат имат во предвид целиот период на Иван Михајлов, кој што започна потоа 10 години трае. И тука има навистина многу жртви и исто никој не знае попис. Бидејќи премногу луѓе се убиени и никогаш не им се најдени гробови. Јас како мал се сеќавам кога требаше да погребат еден мој прадедо, копајќи гроб во селото Сапарево, најдува масовен гроб од времето на Иван Михајлов. Луѓе убиени, продадени внатре, еден куп костори се извадија од таму, мислам на лобани и така натаму. Значи има многу такви случаи, никој нема како да ги израчуна колку се, но во тој момент се убиени не знам колку, но над 100 души со сигурност, но тоа се клучни луѓе, тоа се војводи, тоа се водачи на илинденските организации, на миграцијата во Бугарија, војводи од времето на Јане Сандански, војводи на територијата на Пиринска Македонија. Практично е обезглавено скоро целото движење кое што не е согласно да се подчинува и да следи политиката на бугарската влада по македонското прашање. И бидејќи 100 години ќе гледаме да биде на некој начин позначајно обележувањето, колку што можеме, нели? Уште не можам да кажам како, но ќе се погрежиме да има нешто по-специфично овде. Добро, Васил, вие што планирате во наредните месеци? Прво, ние во моментот веќе имаме иницијатива со другите малцинства кои се бориме за загарантирани квоти во албанскиот парламент, малцинства да имаме гарантирани квоти, да имаме гарантирани пратеници. Ќе видиме се докај таа иницијатива веќе повеќе ми наврати заедно со партијата на властите, на египтјаните и на ромите партиите имаме заеднички настапено пред албанската јавност, па и писмено ги известуваме албански институции и меѓународните институции. Советот на Европа се произнесела дека бара од Албанија да има позитивна политика за представување на малцинството во
албанскиот парламент. Таа иницијатива што теком се уште ја држиме додека не заврши изборната реформа во Албанија. После тоа, како што и пред се споменав, на 2 август го планираме да го бележиме. Значаен настан за македонците во Албанија, бидејќи и за македонскиот народ воопшто, бидејќи и тогаш 1903 година македонците активно се вклучија македонските села во Албанија во македонското востание или Единското востание. Па после тоа година ние правиме 80 години од институционално изучување на мајчин македонски јазик во Албанија. Значи, декември 1944 година започна се отворија првите школи на македонски јазик во делот на Мала Преспа, Голо Брдо и на Врник. И во делот на Мала Преспа веќе 80 години континуирано се изучува мајчин македонски јазик и затоа имаме неколку активности спремаме во соработка со Универзитетот Фан Оли во Корча. Наш план е да направиме една конференција, научна конференција за мајчинот македонски јазик. Таква конференција направивме пред 5 години во 5 години тогаш кога беше юбилејот во Тирана, во Конгресниот центар. Сега нашиот план е заеднички со Универзитетот Фан Оли во Корча и во соработка со мрежата за промовирање на лингвистичките различности во Брисел и да бидат наши гости заедно и соработка со нив да направиме конференција и достојно да го бележиме, значи овој значаен јубилеј за македонците во Албанија и секако бугарската кампања за негација македонците во Албанија после објавувањето на резултати на пописот ќе биде уште поагресивна и секако дека и со тоа ќе ни биде главна, значи на последниот период предизвик да се бориме против бугарската пропаганда меѓу македонците во Албанија. Добро, еве само едно кратко прашање, сакам да спомниме, односно вашето мислење, бидејќи околу комисиите за образование и историја со Бугарија и со Грција. Не слушнав јас во програмата на новата влада дека ќе се укинат овие комисии. Сметате ли дека треба да продолжат? Важни ли се? Јас не мислам особено во оној вид кој што го добија во последно време дека треба да постојат такви комисии воопшто. Сложено се на прашањето во тоа што тие се предвидени со договорот за добрососедство или поскоро недобрососедство со Бугарија, така што би требало да има според овој договор и ако не се промени договорот, тие мора да постојат. Уште полошо стана со некакви протоколи што се потпишаа, нели, и кои што на некој начин се третираат како дел од рамката за преговори со Европа, иако е спорно дали се дел од неа, и според овие протоколи таа треба да се обира 2 пати во годината и да реферира на двете влади. Во таков формат комисијата е особено штетна. Постоеле и постојат во светот механизми за организирање на историски комисии и дебати. Никогаш не била во таков формат. Секој пат идејата била да се промовират научни истражувања и проекти за да се најдат заеднички интерпретации, лека по лека преку дебата да се напредува. Тук имаме единствено политички диктат во кој што ако македонската влада, македонска страна во комисијата не прифаќа она што бугарската наметнува, тогаш ќе има блокада на Македонија кон евроинтеграција. Такво чудо историјата не познава, мислам тоа е уникален наш принос балкански во светската историја, многу срамен принос во историографијата. И се надевам дека тоа нешто ќе се промени и на некој драстичен начин, бидејќи вака не може. Добро, Васил, завршуваме вашето мислење, твоето мислење. Сега мислам дека нема потреба од постоење на такви комисии, затоа што еве на Македонија постои Институт за национална историја. И тие историчари за тоа се плаќаат, значи нивна работа му е да истражуваат, да пишуваат за историја на Македонија, например за вака нема зошто да се формираат посебни комисии кога ако сакаат државата, македонски институции да земат мислење било за различни периоди или за личности, институтот има посебни оделенија кои што може официјално како оделение институтот официјално да заземи став и да излези. Значи не може, не знам, во комисии каде што не знам таа со Грција најмалку членуваат историчари да разговараат за историски теми. И не може еден историчар да решава за еден период, било антика или среден век или најнов век,
Затоа таа работа не е добро може да ја врши самиот Институт за национална историја, каде што тие историчари за тоа се плаќаат. Затоа што вака како што е, не знам, се плаќаат по 1000 евра дали месечно или не знам, или се објавува некои суми, сигурно ќе се најде некој да потпадне да подпиши работи кои што се на штета на македонската историја. Затоа сметам дека не треба да постои за секои историски прашања Институтот за национална историја, затоа се плаќа може и да се излези официјален став по тие прашања. Добро, ви благодарам многу, сметам дека го исцрпивме времето за ова интервју. Стојко, благодарам многу, Васил, благодарам многу и се надевам дека и понатаму ќе соработуваме. Благодарам и јас, се разбира дека ќе соработуваме, за мене ќе биде задоволство. Поздрав на сите гледачи. Благодарам и за мене беше задоволство. Поздрав до сите македонци на сегде кај што ме слушаат и гледаат. Добро, до слушање уште еднаш и до гледање и успех за македонските работи што велеше Миситко.